Почитувани граѓани, денешниот нов обид на Никола Груевски да ги задолжи граѓаните со неверојатни 650 милиони евра преку издавање на еврообврзница е доказ само на едно. Оваа криминално корупцијска власт намерно бега од ИПА фондовите и од достапните европски пари, за да можат да се задолжуваат со пари што можат да ги трошат без никаква контрола. Парите од ИПА фондовите тешко можат да се искористат без контрола на европските институции. Тоа што Европската комисија одлучи да скрати 96,1 милион евра од ИПА-2 средствата за Македонија е јасен сигнал дека европските институции покажуваат недоверба кон намерите на оваа власт која што работи спротивно на интересите на граѓаните. Исто така, очигледно е дека Европската комисија покажува недоверба за капацитетите на институциите во Македонија, кои што се раководени од страната на оваа власт, за успешно транспарентно користење на парите од ИПА фондовите за проекти кои што се од интерес за граѓаните. Каде се 7 секторски стратегии и соодветните патокази со индикатори за мерење на успехот кои што ги бара Европската комисија? Не се направени. Дали власта обезбеди доволно буџетски средства за функционирање на оперативната структура и за спроведување на проектите согласно на одите од ИПА ревизорот? Одговорот е не. Зошто не се предвидени повеќе годишни секторски буџети кои што треба да бидат тесно поврзани со националниот буџет на Република Македонија? Зошто не се формирани бараните секторски работни групи во кои што покрај представници на институциите треба да членуваат и представници на другите засегнати чинители во општеството? Зошто нема формална рамка за консултација и координација со засегнатите страни, меѓу кои и со граѓанското општество? Не постои секторска оценска рамка која што треба да овозможи рано и правилно интервенирање во спроведувањето на потребните секторски реформи при користењето на фондовите. Со една реченица, 10 годишната власт на Никола Груевски не создаде никаков институционален капацитет за користење на ИПА средствата од Европската Унија. Искористеноста на парите од ИПА фондовите во изминатава деценија е само околу 150 милиони евра. Ако власта на Груевски имаше намера да обезбеди подобар живот за граѓаните на Македонија, ќе направеше се што е потребно за да ги употреби парите од ИПА фондовите во борбата против корупцијата, доброто владење со јавните финансии, во изградбата на инфраструктурните проекти, изградба на социјалната инфраструктура, подобрувањето на образованието и така натаму. Но фамилијата на власт сака пари само во своите џебови. Затоа Груевски и неговите соработници, наместо да работат, наместо да ги користат неповратните средства од ИПА програмите и ефтините кредити на ММФ, владата прави последни напори да се осигура дека до крај никој нема да ја пречи во полнењето на своите приватни џебови, издавајќи ја еврообврзницата по екстремно висока цена, што ќе треба допрва да ја плаќаат сите граѓани на Република Македонија.